Warning. Вкупниот број на невидентирани лица кои што се внесени во евиденција согласно Законот за невидентирани лица во матичната книга на родени, според податоците добиени од Управата за водење на матични книги, изнесува 659 лица. Но зошто всушност постојат вакви лица? Една од причините е распадот на Југославија. Лица кои живееле во Македонија со децении, а биле родени во една од другите СФР републики, а денеска и нивните потомци, и кои легално од било какви причини се преселиле во Македонија, не ги исполнуваат условите на инаку оспорениот закон за државјанство на Република Македонија од 1992. Тие немаат право на државјанство. Другата, уште поголема причина се највисоките државни институции, а една од нив е без запишување во матичната книга на родените, многу лица не можат да остварат основни права како граѓани на државата, вклучувајќи образование, здравствена заштита, долгорочно вработување и други. А поради ова живеат во постојана неизвестност и страв. Ваков проблем имаше Тони Сали, младиот 19 годишен матурант кој почина по долгогодишна неуспешна борба со државните институции кои му негираа основна човекова права. Дали е можно млад човечки живот да згасне поради тоа што државната администрација не поседува интелектуални и професионални капацитети, или поради немањето волја за решавање на овој проблем на лица без државјанство? Друг проблем представува што државната администрација не поседува човекови, интелектуални и професионални капацитети за да се зафаќа за разрешување на некои по-комплицирани ситуации, може да се каже. Имаме проблеми со легислативната рамка и со постапувањето на институциите, но генерално сметам дека акцентот би го ставила на немање на реална волја кај надлежните власти за решавање на овој проблем, а во известна смисла можеби на немање на капацитети и знаење за системско и холистичко пристапување кон решавање на истиот. Во случајот немаше ниту волја, ниту хуманост. Во април 2018 година беше спроведен јавен повик од страна на Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика во соработка со Управата за водење на матични книги со цел евиденција на неевидентирани лица, односно лица кои што не се запишани во матичната книга на родените. Интересно што дури и Тони Сали беше опфатен со овој јавен повик, но до денот на неговата смрт не беше запишан. Детето не добиви ниту потврда дека навистина поднело барање, не беше исконтактирано од службите. На негово прашање кога би се решил неговиот проблем, еве во рамките на законот за неевидентирани лица, одговорот беше дека немаат човечки капацитети за да постапат навремено по неговото барање. Не дека не покажа волја, немаат капацитети тие да ги спроведуваат законите, да ги интерпретираат законите и да одлучуваат по правата на граѓаните. Вината е кај нив и само кај нив. Истиот е трето родено дете, негови брат и сестра веќе биле запишани при истите околности, пазете, значи при истите околности само државата на раѓање е различна. Неговите брат и сестра кои без никаков проблем се запишани во матична единица. Сака да кажете дека несреќата на Тони Сали е што се родил во Македонија. Точно.